I konečno da pристапиме кон финалето на ова доделување на благодарници, пехари и медали. Да ја поздравиме генерацијата 2010 година предводена од Зоки Тасевски, која што го освои шампионскиот пехар оваа година. Да ги поздравиме шампионите. Kako je da nemaš, znam kako je da nemaš volani jutra, sivi čustva i samo praznina bez kraja. Moj Vardare mi kaži, koliko li kriješ tajni, na luđe prikazni, tajni olovni, na dno zaboraveni. Moji Vardare, kaži mi, kaži Vardare, koliko li kriješ vo sebe, istini nekažani. Kaži mi, kaži Vardare, kriješ ti, okoli solzi kriješ ti. Prvi bakneži, tažni razdelbi, na dno tog i čuvaš moj Vardare. Moji Vardare, kaži mi, kaži Vardare, koliko li kriješ vo sebe, istini nekažani. Да не забораваме дека да се игра во фудбалскиот клуб Вардар значи честно и обврска, а дека сепак и во овие тешки времења за фудбалскиот клуб младите генерации знаат што значи Вардар и сепак му носат трофеи и ги надоградуваат витрините, значи ги надополнуваат со нови трофеи. Прво би сакале да поздравиме со громогласен аплауз генерацијата 2006 година предводена од легендата на фудбалскиот клуб Вардар Пепи Георгиевски, кој што се освојувачи на фудбалскиот клуб. Во името на клубот, легендата на фудбалскиот клуб Вардар Ѓоро Јовановски ќе им го додели пехарот за освојување на овогодинешниот куп. Да се потсетиме дека овие млади момчиња во Кичево ја совлада екипата на Шкендија со 2:1. Уште еден аплауз за нив.
дечки, честитам. Во името на генерацијата 2009 година, Максим Дошев да дојде да подигне благодарницата. Во името на генерацијата 2011 година, Андреј Гринтел да дојде да подигне благодарницата. Во името на тимот. Во името на генерацијата 2012 година, Клео Георгиевски да дојде да подигне благодарница. Во името на 2013 година да дојде Дамјан Костовски, вардарецот, да ја прими благодарницата. Благодарници на фудбалските легенди на фудбалскиот клуб Вардар. Ке го поканам господинот Кочо Димитровски, рекордерот според бројот на настапи во дресот на фудбалскиот клуб Вардар. Ѓоре Јовановски, уште една фудбалска легенда на фудбалскиот клуб Вардар. Жарко Џаков, легенда на фудбалскиот клуб Вардар. Гого Јовчев, ранешен голман на фудбалскиот клуб Вардар. Саше Јанев. Уште еден фудбалер кој што веќе не е активен фудбалер, ќе го наречеме легенда затоа што беше дел од онаа генерација на Вардар кој што играше во Лига Европа, Никола Глигоров. Има некои кои што се неактивни, а има и некои кои што се активни. Меѓу нив се тука представници на сениорската екипа на фудбалскиот клуб Вардар. Качо, можеш ти да дојдеш? Еве се наоѓаме овдека на терените на ФФМ, каде што Вардар по трети пат организира Вардар Куп, во збор за момчиња помлади од 16 години. И тука со нас ги имаме Милорад Миленковски Мики, човекот кој што стои на кормилото на Вардар во оваа неколку годишна борба за опстанок и за живот, и легендата на Вардар Кочо Димитровски. Сушко Кочо е дојден овдека да ги испочитува вардарците, Вардар му е во душата, во срцето, и Миле ќе ни каже нешто околу организацијата повеќе. Младичко Кочо, повели нешто кратко. Ова е еден голем потез на фудбалскиот клуб Вардар што ја организира за млади категории ваков меѓународен турнир. Сепак има што да се види меѓу овие млади деца. Мислам дека оваа генерација на Вардар е квалитетна и се надеваме дека од нив сигурно на 4-5 деца ќе станат и идни првотимци на клубот. Дај Боже, се надеваме сите, мора да излезе нешто на волку убава масовност на групи на дечиња во ФК Вардар. Еве Миле, нека се надоврзе. Да, значи ова е да се потсетиме дека ова е трето издание на веќе меѓународниот и веќе традиционалниот турнир Вардар Куп, во кој што земаат екипи од соседството пред се, значи од Србија, од Бугарија, од тука од Македонија и од Холандија екипата на Екселзиор. На овој турнир можеме да забележиме, иако се игра во малку тешки услови, може да забележиме квалитетен фудбал до сега. Во топлото време, да. А кој веќе сме кај тешките услови, да се спомнеме дека Вардар игра во тешки услови константно, значи првиот тим. Меѓутоа не смееме да заборавиме на младите категории и за ова што се случува денес. Најзаслужни се
да кажам, раководството на младинската школа од Александар Крстевски Мачка, Мартичо Серафимов, Мартичо Серафимов, координаторот на школата Златко Таневски, од генерацијата 2008 година, значи тренерот Владко Колев Шарла. Така да веќе добива замав и веќе да учества земаат добри екипи во екипи и убава можност да се проверат квалитетите на Вардар и на сите екипи од овие генерации. Како што спомна нашата легенда, значи очекуваме дека во иднина во првиот тим на Вардар ќе стасаат неколку играчи. Веќе имаме еден што тренира со првиот тим, тоа е голманот Павел Грбевски. Тоа е одликата на големите клубови преку своји младински категории да вади играчи, значи тука да се подпре, тука да биде костурот на младите што доаѓаат од сопствените редови. Па тоа го прават и големите клубови, значи школата е расадник на таленти и од школата доколку се ослони Вардар, како што се ослонувал на времето, има блескава иднина и тоа е најевтин начин суштина да се создадат играчи и потоа клубот на некој начин да има бенефит на долг рок. Ова јас ќе се надоврзам Миле. Факт некако станува оваа последнава година, ајде да речам оваа една цела година. Мислам дека толку време помина од како се отвори Кирил Семеновски джина, една година е, од прилика. Од прилика така. Ако на Вардар, на првиот тим зборуваме, му оди малку потешко во оној дел со наоѓање стабилен спонзор, со решавање на проблемите што тежнеат, тогаш тоа не е збор со младинската школа, има многу генерации на деца и многу уште повеќе доаѓаат, уште повеќе, значи како да нема капацитет веќе ни да се примат толку многу деца. Тоа е за радост, за почит. Па Вардар е бренд, бил и ќе биде, без разлика на тоа каква финансиска состојба се наоѓа, организациона и така натаму, сепак е име и децата предпочитаат да тренираат во најпопуларниот и најголемиот тим во Македонија, Вардар. Но ситуацијата, како што гледаме, мислам дека ќе почне да се случува добри работи и во првиот тим, а со тоа и во младинската школа. Така да можеме да очекуваме и во брзо време и блесок и баш наплив на млади деца кои што ќе бидат иднината на тимот. Младинската школа секогаш била и ќе биде, значи, основа на фудбалскиот клуб Вардар. А најголемото богатство е од нашите редови, деца Вардарови, да станат идни првотимци. Тоа е најевтино. Затоа што ако земеме од странство, ќе треба да го му плаќаш тродупло повеќе, него нашиот играч треба да го плаќа. Тоа е богатство што имаме се вакви деца талентирани, нормални, и они ќе стасат. Они имаат сега по 18, 16, 17 години, они за 3-4 години ќе бидат првотимци на Вардар. И во наредни 7-8 години Вардар ќе нема проблем. Да даде Господ некој шеик да се смилува, да дојде, да го порави Вардар. Ние, видите, се мачиме и онија комитите, златни деца, комити, публика, свака им час. Она е испред сите нас. Затоа што ако не се комитите... Да не беа они, немаше ни денес да бидеме ние тука, немаше да биде Вардар за да може нешто да организира. Тоа е апсолутно. Такви навијачи се ретки во светот како комитите. Само ни треба да јак цврст спонзор за да донесеме и квалитетни играчи. Не може ние да се ослониме само на млади деца, мораме меѓу тие млади деца да има 4-5 искусни играчи кои ќе водат играта на клубот. Така. Да. Добро, уште нешто ако сакате да додадете? додадете? Само да додадеме дека ова е турнир за единствено за генерацијата 2008 година, па се надеваме дека од наредните сезони овој турнир ќе прерасне во општ турнир на фудбалскиот клуб Вардар Куп, каде што би учествувале покрај овие такмичарски категории кои што сега се од 2008 до 2005 и оние кои што се од регионалната лига 2009-10, но и од детската лига. Така да еден широк опфатен меѓународен турнир за кој што се потребни многу ресурси и многу залагање, меѓутоа може да донесе бенефит за сите. И за самите деца највеќе и за клубот. Помладите петлиња 2010 година се шампиони на Македонија официјално, тука ќе бидат доделени медалите и пехарот за освојување на купот на кадетскиот тим на Вардар, односно генерацијата 2006 година. Еве да го поздравиме уште една легенда, тука доаѓа Љупчо Димовски Бајо,
Без него. Што е? Стикај го тројца најголеми луѓе на Балканот. Снима. Снимаме, правиме Да кажеш нешто ти, емисија, Бајо. кажи ти нешто. Додека снимаме, ти си Јас- легенда на Вардар. Јас сам едно ќе ви кажам, Вардар во срцето, Македонија во душата. Еве така нека завршиме. Побава завршница од ова нема. Благодарам ви. Ние посакаме добре дојде на гостите од Србија, Бугарија и Холандија. И оваа година најтрофејниот македонски фудбалски клуб, брендот на македонскиот фудбал, фудбалскиот клуб Вардар, со својата младинска школа, го организира турнирот Вардар Куп 2024, турнир кој што се одржува по трети пат, турнир кој што ги обединува фудбалерите од регионот и сега и пошироко со гостите од Холандија. Турнир на кој што учествуваат фудбалери од генерацијата 2008, фудбалери до 16 години кои што ќе ги покажат своите квалитети и знаење токму на овие фудбалски надпревари. Поделени во две групи, ги имаме учесниците, како што реков, од неколку земји, но еве уште еднаш да ги поздравиме. Со еден аплауз да ги поздравиме нашите гости од фудбалскиот клуб Црвена звезда од Белград. За секоја од екипите благодарница за учество на турнирот и секако амблем и дрес од фудбалскиот клуб Вардар за сеќавање за учество на овој турнир. Сега да ги поздравиме нашите гости од исто така од Србија, фудбалскиот клуб Чукарички. Капитенот од Бугарија ни доаѓаат гостите од фудбалскиот клуб Национал. Фудбалски клуб Екселзиор од Холандија. Една домашна екипа, фудбалски клуб Работнички Скопје. И домакинот и организатор на овој турнир, фудбалскиот клуб Вардар. Сега ќе ве замолам за мало внимание, вас и учесниците, секако и публиката, да станете за да ја слушнеме химната на Република Македонија.